Преспанскиот договор е пример за решавање на спорови, смета Јоханес Хан. Тој во интервју за Вашингтон Пост вели дека спогодбата од Невици која што се потпиша на 17 јунија на која присуствуваше и тој, во иднина ќе послужи во решавање на проблемите на Балканот. Еврокомесарот за американскиот весник објаснува како Северна Македонија претходно имала име за кое Грција велела дека припаѓа на нивниот северен регион, како и тоа дека САД имале клучна улога во поддршката за помирување на двата соседа. Мислам дека се многу среќни што во денешно време сме во водство во регионот. Мислам дека и двете страни сме многу успешни. САД даде голема поддршка на она што сега го нарекуваме Северна Македонија. Но иако решението на деценискиот спор ги тргна блокадите кон евроатлантскиот пат, песимизмот за влез во европското семејство остана. На само еден месец од добивањето на извештајот на Европската комисија пристигнуваат песимистички сигнали за добивање датум за преговори со ЕУ. Ахмети како партнер број 1 на владината коалиција со став дека доколку не се добие датум во јуни, ќе има во септември. Не съм nuk ndodh në qershor, do të ndodh shtator. Por është një proces shumë i rëndësishëm dhe ne duhet të punojmë në drejtim të përshpejtimit të standardeve, zbatimit të standardeve që na afrojnë me Bashkimin Evropian. Në veçanti sundimin e ligjit, luftën kundër krimit, kundër корупциони. Еден ТВ уште минатата недела објави, повикувајќи се на високи дипломатски извори, дека најголемото незадоволство кај некои земји членки на Унијата е тоа што се носеле законски решенија како што велат од Ракав. Па така, со големи напори датумот место во јуни можно е да се добил во октомври. Во меѓувреме ќе се чека извештајот на Европската комисија за кој пак одредени медиуми објавија дека ќе нотирал функционална демократија, добри меѓуетнички односи, позитивен исчекор во реформите на безбедносните служби, позитивни судски реформи, како и огромен исчекор во добрососедските односи. Слаба алка најверојатно ќе била реформата на јавната администрација, каде не се направени скоро никакви поместувања. Треба уште многу да се одработи. Сакаме да видиме трајна промена на менталитетот и однесувањето, е пораката што пред еден месец од Брисел ја испратија европските лидери на средбата со премиерот Заев.